Ова се настаните за денес. 50 фирми отворени во Охрид годинава со искористување на грант од мерката за самовработување. Зголемен бројот на пациенти со срцеви заболувања во југозападниот регион. Поради голем интерес, во среда повторно бесплатно вакцинирање против сезонски грип без закажување термин. Повторно инцидент во албанското собрание, опозициски пратеници активирале димни бомби. Со содржините во дневникот започнуваме повременската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес, по студеното утро, во текот на денот имавме претежно сончево време со појава на локална облачност и максимална дневна температура од 11 степени Целзиусови. Во текот на ноќта, понеделник кон вторник, ќе превладува претежно ведро време со локална облачност, ветровито и свежо со појава на магла. Во вторник во поголем дел од Апенинскиот и Балканскиот полуостров ќе превладува нестабилно време со врнежи од дожд, кои што ќе бидат проследени со засилен ветер. Слаби врнежи од дожд се очекуваат локално и во централна и западна Европа, а во источна Европа со слаби врнежи од снег. Во останатите предели од Европа ќе превладува претежно сончево и студено време со локална облачност. На Балканскиот полуостров утре ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд, ветровито и свежо. Во јужните и источните предели стабилно време со локална облачност. Максималните дневни температури ќе се движат од 9 до 19 степени. Во Македонија во вторник во утринските часови ќе има појава на магла и ниска облачност. Во текот на денот ќе превладува умерено облачно време со повремени сончеви периоди, ветровито и свежо со благ пораст на утринските температури во однос на денешните. Минималните температури ќе се движат во интервал од -2 до 6, додека пак максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат до 8, односно до 16 степени. Во Охрид во вторник ќе превладува умерено облачно време со повремени сончеви периоди и до умерен југозападен ветер. Минималната температура од 2 степени, додека пак дневната ќе достигне до 13 степени. Во Охрид во среда облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и дневна температура до 12 степени. И во четврток умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд, кои што во препладневните часови ќе престанат, пошто ќе имаме умерено облачно време со сончеви периоди. Минималната температура од 5 степени, додека пак дневната ќе достигне до 12 степени. Во петок умерено облачно време со сончеви периоди и дневна температура до 11 степени Целзиусови. Гледавте Метео на ТВМ по соработка со Трпе Инвест. Тамаро е 25 години охридски водечки лидер и препознатлив бренд. Обуките од менаџерскиот тим се доказ за максимална посветеност кон вработените. Тамаро Холдингот се грижи за организацијата и на време пренесените информации кои отсликуваат тимската работа. Секој успех на вработениот е успех и на компанијата. Маркетите располагаат со производи со висок квалитет од секакви брендови по одлични цени. Вкусните печива од Дана Бела пекарата се веќе омилен појадок на многу потрошувачи во Охрид. Анабела кујната услужува голем број на потрошувачи и компании. Рибарата е секогаш снабдена со најразлични видови на риба и морски плодови. А месарниците располагаат со свежо месо и месни производи во секое време. Уживајте во својот охридски домаќин. Тамаро, повеќе од маркет. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор,
Купувањето во еден бау-центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и Divol. Кармен Бау-центар на улица Железничка. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Самовработување со грант за отворање сопствен бизнис и обуките за IT вештини најпримамливи мерки за невработените млади лица во Охрид. Минатава година биле отворени 50 на мали бизниси со користење неповратни средства од Агенцијата за вработување. 50 невработени лица годинава отвориле собствени бизниси во Охрид преку мерка на Агенцијата за вработување. Преку мерката за самовработување со неповратни средства грант од 5.000 и 10.000 евра, во градов се отвориле претежно за најчиски дуќани, козметички салони, салони за убавина и масажа, изработка на филигран, на сувенири, резбар, стаклар, молер и фирма за груминг, односно средување на домашни миленици. Оваа мерка е најпримамлива за активните баратели на работа, посебно за помладите на пазарот на трудот, вели директорката на Охридскиот центар за вработување Александра Дончевска. Најголем интерес лицата пројавуваат за мерката самовработување со грант, мерката 2.1 субвенционирано вработување, а исто така оваа година имаме и доста интерес за мерката на обука за напредни IT вештини, каде што невработените лица има можност да се пријават и да слушаат обука за една од 30 програмски пакети. Во моментов активни се јавните повици за две мерки: субвенционирано вработување во рамки на проектот на ИПА наменет за невработени лица од ранливи категории кои потешко се вклучуваат на пазарот на труд, како и мерката обука на работно место кај конкретен работодавач. Се повикуваат евидентираните невработени лица, активни баратели на работа, кои што припаѓаат на една од целните групи, корисници на гарантирана минимална помош, жени, млади лица до 29 години, лица со попреченост и долгорочно невработени лица, да дојдат во центрите за вработување, да си направат пријава со цел да учествуваат во некоја мерка. Во Охрид во моментов се евидентирани 2495 активни баратели на работа, од кои 1318 се мажи, а 1177 жени. Од нив најголем дел се бесили со ниско образование, како и непотполно средно образование. 323 невработени лица се со високо образование, а има и 29 невработени магистри. Зголемен бројот на пациенти со срцеви заболувања во југозападниот регион во земјава. Загрижува тоа што се намалува старосната граница. Се повеќе млади страдаат од кардиоваскуларни заболувања. Расте бројот на пациенти со срцеви заболувања во југозападниот регион во земјава. Во специјализираната болница за кардиоваскуларни заболувања во Охрид забележителен е наплив на заболени. Загрижува и тоа што се намалува старосната граница. Се повеќе млади страдаат од висок крвен притисок и срцеви болести. Во болницата дневно има над 100 прегледи, дополнително диагностички процедури. Нашата земја е ставена во групата на
на земји со висок кардиоваскуларен ризик, што во суштина значи и зголемен број на пациенти за кардиолозите и потреба од зголемена здравствена грижа. Во тек е реконструкција на болницата, се поставува термофасада, се менува дограмата, но потребни се поголеми инвестиции во медицинска опрема. Дел од опремата е доста застарена, таа е уште од 2011 и постара опрема, за која што е тешко и сервисирање и изнаоѓање на делови за истата и потребно е една ваква институција која што професионално, стручно работи, потребно е инвестиција во медицинска опрема како би одела со тек на напредокот на медицинската технологија. Причините за зголемениот број на пациенти со срцеви заболувања, лекарите ги лоцираат во нездравиот начин на живот, зголемена телесна тежина, пушење, алкохол и нередовна физичка активност. Центарот за развој на југозападниот регион денеска потпиша договор за изработка на техничка документација за инфраструктурни проекти во општините. Вкупно 10 општини и 3 центри за развој на планските региони ќе добијат сеопфатна и квалитетна техничка документација за реализација на приоритетни инфраструктурни проекти, кои имаат клучно значење за подобрување на условите за живот на граѓаните. Овие 13 проекти беа избрани на првиот од вкупно 3 планирани јавни повици во рамки на Фондот за техничка документација, преку кој ќе се обезбедат 10 големи и 20 мали грантови за општини и регионални центри во вкупна вредност од 1,6 милиони долари. Фондот за техничка документација обезбедува директна експертска поддршка, но и финансиски средства за подготовка на техничката документација за имплементација на инфраструктурни проекти, како реконструкција на патна инфраструктура и училишта, подобрување на сообраќајните услови, изградба на пешачки и велосипедски патеки, поставување фотоволтаични системи и друго. Станува збор за активност во рамки на проектот градење на општинските капацитети за имплементација на проекти кои го спроведува UNDP со финансиска поддршка на Шведска и Бирото за регионален развој. Во тек е кампањата за имунизација од врата до врата, во која е вклучена и службата за превенција при Здравствен дом Охрид. Охриѓани покажале голем интерес за бесплатната вакцина за грип, поради што ќе има уште еден термин за вакцинирање на сите заинтересирани граѓани без закажување, информира доктор Сонја Мариновска, раководителка на службата за превентива. Голем интерес кај охриѓани за бесплатната вакцинација против сезонски грип. Поради тоа службата за вакцинација на 22 ноември во среда повторно ќе врши имунизација против сезонски грип на граѓани без оглед на возраст и без закажан термин. Вакцините ќе се аплицираат на влезот на општа болница кај службата за вакцинација во периодот од 15 до 17 часот. Екипите за теренска вакцинација во рамки на кампањата за имунизација од врата до врата, во која што е вклучена службата за превентива на деца и младинци при Здравствен дом Охрид, во среда во текот на денот ќе биде во градот, при што ќе бидат опфатени децата кои поради разни причини пропуштиле некоја вакцина од редовниот календар. Оние граѓани кои сакаат да бидат вакцинирани против сезонски грип, но не се во можност да дојдат во службата за вакцинација, ќе можат да ја примат вакцината во домашни услови доколку се јават на телефонот 071 366 564 и да остават соодветни податоци, информира раководителката на службата за превентива доктор Сонја Мариновска. Утре пак на 21 ноември екипата за теренска вакцинација е на терен во Орман, Лакочери, Велгошти, Лескоец, Косел и Куратица. Вакцинацијата во овие места започнува од 9 часот во училишните дворови и местните заедници. Под мотото "Сите сме нивни деца" се одбележува неделата за грижа на стари лица. Во рамки на одбележувањето на неделата на грижа за стари лица од 20 до 26 ноември под мотото "Сите сме нивни деца", Црвен крст Охрид организира промотивен настан, отворен ден за грижа за стари лица. На настанот, од страна на волонтерите од групата за грижа за стари лица на Црвен крст Охрид, ќе бидат презентирани бројни креативни активности и чекори кои ги презема Охридската организација на Црвен крст за квалитетен и достоинствен живот на старите лица во нашиот регион.
Настанот ќе се одржи утре, 21 ноември, во периодот од 11 до 14 часот во просториите на Црвен крст Охрид. На кинорепертуарот на Центарот за култура Григор Парличев Охрид во сабота 25 ноември премиера на мегапопуларниот филм Чувари на формулата на Драган Биелогарлики. Во екот на кризата од студената војна, група научници од Институтот Винча спроведуваат таен проект предводен од професорот Драгослав Поповиќ. Поради непредвидени околности, тие се изложени на смртоносна доза на радиација, поради што југословенската тајна полиција ги носи на лекување во клиниката Кири во Париз. Францускиот медицински тим, предводен од професорот Жорж Мате, заклучува дека нивната состојба е критична и дека деновите им се избројани. Предлага за прв пат тогаш да се изврши деликатна и неизвестна интервенција. Дали е тоа експеримент врз живи луѓе или искрена желба да им се помогне, станува мачно прашање за југословенските научници. Почетокот на проекцијата е закажан во 20 часот, а билетот чини 150 денари. Во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Најмалку 12 лица се убиени во напад на израелските сили врз индонезиската болница во појасот Газа, објави Ал Джазира. Според ТВ станицата, меѓу жртвите имало и доктори и пациенти. Извор од болницата за Ал Джазира изјавил дека главната операциона сала била уништена. Медицинскиот тим соопштил дека болницата била нападната во текот на ноќта без претходно предупредување. Персоналот бара итна помош од Обединетите нации и Црвениот крст. Израел претходно обвини дека индонезиската болница е база за операциите на Хамас, што управата го негираше. Во последните недели Израел нападна неколку болници во појасот, тврдејќи дека таму се кријат милитанти на Хамас. Турски товарен брод со 12 членови на екипажот потонал во близина на турскиот брег на Црното море за време на вчерашното невреме, соопштил министерот за внатрешни работи на Турција, пренесува Ројтерс. Телото на еден морнар е пронајдено утрово, а операцијата за потрага и спасување на останатите морнари од бродот продолжува, пренесува агенцијата на Долија. Турските власти соопштиле дека сите членови на екипажот биле турски државјани и дека бродот пловел под турско знаме. Силното невреме и лошите временски услови ги спречиле авионите и пловните објекти веднаш да започнат со спасувачката акција. Турскиот министер за внатрешни работи соопштил дека бродот почнал да тоне откако удрил во заштитната ограда на пристаништето. Најмалку 4 лица загинале во ураганот што го погодил Сибир во Русија, соопштил истражниот комитет за Кемеровската област. Според податоците на Министерството за енергетика, поради ураганот, околу 264.000 жители на Сибир останале без струја. На западот на Сибир, во градот Новокузнецк, е прогласена вонредна состојба, откако биле оштетени 47 покриви на стамбени згради, 30 автомобили и 45 инфраструктурни објекти. Градоначалникот на Новокузнецк соопштил дека биле паднати повеќе од 200 дрвја и дека денес училиштата и градинките ќе бидат затворени. Повторно инциденти во парламентот на Албанија. По физичките пресметки минатата недела, денес албанското собрание во Чад. Веднаш штом започнала седницата, пратениците од опозицијата направиле барикади од столчињата во обид да ја блокираат говорницата, а потоа активирале димни бомби. Сепак тоа не го спречило експресното усвојување на буџетот за 2024 година во рок од само 5 минути без расправа со мнозинство гласови. На седницата присуствувал и премиерот на Албанија Еди Рама, кој најбрзо по изгласувањето на буџетот ја напуштил седницата. Почитувани гледачи, тука е крајот на првото издание на Дневникот на ТВМ. Повеќе информации на нашиот портал tvm.mk и на профилите на ТВМ на социјалните мрежи. Пријатно!